Така, се враќаме повторно во студиото, минути за следниот разговор, врсничкото насилство. Како да го препознаеме, како да го детектираме и како да им помогнеме на младите да подобро да комуницираат меѓу себе и практично да го искорениме ако е тоа возможно. Со мене во студиото е Маја Цветановска, истражувач во тимот на студијата ХБСЦ, да не ја сгрешам. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам многу за поканата. Да, јас сум член на националниот тим на студијата ХБСЦ, така викаме скратено. Тоа е кратенка од англиската верзија на македонски, тоа значи студија за однесување на децата поврзани со здравјето, на деца на училишна возраст, поконкретно на 11, 13 и 15 години. Така. Да. Маја, деновиве беа презентирани податоците од националниот извештај за однесувањето поврзани со здравјето на децата, токму на оваа училишна возраст што ја споменавте, меѓутоа во фокусот беше врсничкото насилство. Како да го детектираме, како да го препознаеме, бидејќи изминатиот период и имаме случаи на кои што беа нотирани нели во јавноста дека има деца кои што се малтретирани практично, навредувани, удирани од своите соученици. Каде лежи коренот на проблемите на ова врсничко насилство и колку е можеби суштински важно првично да се препознае и да се разговара во најмала рака со учениците за овој навистина сериозен и горлив проблем? Така. Да, ќе ви одговорам на ова многу важно прашање, но претходно би сакала да дадам мал опис на студијата, чисто за да знаеме од кој контекст ние ги наблюдуваме овие појави. И се работи значи за меѓународна студија, лонгитудинална студија, која што во светот се спроведува веќе 42 години, а ние можеме гордо да се пофалиме дека во Македонија се спроведува 22 години во циклуси од 4 години. Значи на секоја четврта година се спроведува ново истражување кое што е национално истражување, тоа значи дека се креира национален репрезентативен примерок. Во последното истражување од 21-22 година учествува над 5000 ученици на овие три возрасти од нашата земја и бидејќи станува збор за репрезентативен примерок, наудите можеме да ги генерализираме и на целата популација, тоест на децата меѓу 11 и 15 годишна возраст. Оваа студија го наблюдува здравјето сеопфатно и холистички. Тоа значи дека не се базира на медицинскиот модел кој што здравјето го гледа како отсуство на болест, туку како низа контексти, услови, однесувања, навики кои што се практикуваат и кои што го поддржуваат или го загрозуваат здравјето. Така да во оваа студија се анализира здравјето од секој аспект, значи почнувајќи од навиките во исхраната, потоа здравјето, повредувањата, комуникациите со врсниците, она што се случува во семејството, значи го истражуваме и контекстот на семејството, семејната поддршка, семејното насилство, сексуалното здравје и така натака. Така да се работи за една сеопфатна студија. Ние во овој извештај зумиравме едно мало парче. Фокусот е на врсничкото насилство, како што кажавте, тоа е појава која што сериозно го засега нашето општество. Се повеќе се зборува за тоа е добро што се зборува, бидејќи насилството обстојува најмногу во молк, кога се прикрива. За жал се уште е таква ситуацијата кога се зборува за семејното ниво, па дури и за училишната средина, бидејќи се уште ние живееме во многу традиционално општество во кое што семејните тајни, особено тие кои што се неповолни за здравјето на децата и на жените, особено во нашето општество, се држат во тајност. Така да смитаме дека оваа студија нуди, ова е научна студија, ја раководат универзитети во Европа, и сметаме дека е многу важно да зборуваме за овие науди, бидејќи за насилството не треба да се молчи, треба да се зборува, и тоа треба да се зборува базирано на докази, со разбирање, значи од една перспектива на разбирање на целата појава, сеопфатно, значи не само да се ловат децата кои што вршат насилство,
туку да се обидеме да разбереме зошто тие го прават тоа. Така да еден важен дел од овој извештај покрај описот на појавата се искуствата што ги имаат децата кои што вршат насилство низ својот живот. Тоа се искуства со насилство, некако вид на насилство врз нив. Така. Се разви широка дебата, мислам, не можам да ја наречам интересна тема, меѓутоа е клучна тема, особено поради тоа што нели фокусот се децата, младите лица. Имаше нели представници од ресорното министерство и од невладиниот сектор. Може ли да наречеме поради временската рамка 2021-2022 пред и по пандемијата, така некако би дошло, но еве едно прашање, како да се препознае тоа врсничко насилство? Така. Во оваа студија насилството се разгледува низ три форми на насилство, врсничко насилство, малтретирање во живо или булинг попознато. Потоа сајбер малтретирање или малтретирање преку електронски уреди и учество во физички тепачки. Значи, ова се трите форми на насилство за кои што имаме наоди во овој извештај. Првото, малтретирањето во живо, значи тоа подразбира однесување кое што е целно насочено кон некого да го повреди. Тоа однесување се повторува и се случува помеѓу индивидуи со различна моќ. Значи, оној кој што го врши насилството се чувствува помоќен, тоест го доживува помалку моќен од себе си оној врз кој што го врши насилството. Сајбер малтретирањето подразбира праќање или споделување во јавноста на злобни пораки, фотографии, лични фотографии, навреди и така натака преку социјалните мрежи. И тука оваа појава може да се случи само еднаш и доволно е да се нарече дека се работи за малтретирање, бидејќи сајбер просторот ги помни искуствата. Така да, за разлика од малтретирањето во живо, каде што треба да еден од критериумите е да се повторува навредувањето, повредувањето на другиот, овдека е доволно и само еднаш да се случи. Тоа отприлика за формите. Така, меѓутоа од овие форми може ли да кажеме која е најразвиена или така да ги анализираме? Според нашите податоци, околу 10% од децата меѓу 11 и 15 години кај нас, значи едно од 10 деца практично било жртва на малтретирање. Нешто е повисок процентот, расте процентот на сајбер малтретирање, а на тепачките исто некаде околу 10%. Така да, она што е јасен тренд, не само кај нас, туку и во другите земји во Европа и во Америка, во Канада, каде што се спроведува истражување, исте трендот. Значи, расте сајбер насилството. Особено пак видливи се покачените однесувања на повредување преку електронски медиуми после ковид. Добро, и развојот на технологијата си го прави нели своето малата едукација. Так. Го споменавме домот или можеби да се следи, да кажам, таа линија од самиот извор, од каде започнува, каде и понатаму како се развива или тоа насилно однесување. Какво е влијанието на семејството, на домот? Да, клучно е влијанието на семејството, секако и на целото општество, значи следно училиштето, градинките, училиштето, но децата својот живот и своите искуства ги започнуваат во семејството. И она што нашите анализи го покажуваат е дека има многу повисока е застапеноста на различни форми на насилство врз децата кои што подоцна се во улога на насилници. Да.
Така да повеќето ние правевме споредба помеѓу учениците кои што известиле дека вршеле некаков вид на насилство, како една група на испитаници, и другата група сите други кои што не учествувале во било каков вид на насилство. Има големи разлики помеѓу овие групи, например, некаде околу 1/3 од децата, од учениците кои што известиле дека учествувале во насилство, биле физички казнувани во своето семејство. И тоа, значи, кога зборуваме за физичко насилство врз децата е поприсутно кај момчињата, додека кога зборуваме за емоционалното или психичкото насилство, тука повеќе се жртви девојчињата во семејството. Исто така, отприлика 1 од 10 деца кои што некогаш вршеле насилство врз некој друг, биле сексуално злоставени во своето минато во семејството, или пак сведочеле домашно насилство кога едниот родител се однесува насилно спрема другиот родител. Следствено на ова, Маја, дали можеме да зборуваме и за таа агресивна доминација на другите, која што практично исто така нели детектирана во извештајот? Прикажани се дел од наудите поврзани со она што го спомена, доживеано насилство врз адолесцентите, кои пак потоа изјавиле дека малтретираат. Така. Па да, децата прво учат по модел. Значи тоа е она што го гледаат, она што го искусуваат, сметаат дека е нормално, дека така треба. Јас бидејќи работам и во пракса со деца и со семејства, се случува никогаш децата да ми кажат, ама кај нас е окей, дозволено е да бидеме тепани. Бидејќи јас ги информирам дека тоа е забрането со закон, ние имаме закон кој што ги штити децата, дека такво нешто не смее да се случува, никој не смее да повреди ниту едно дете. Меѓутоа, кај децата кои што секојдневно или не знаме честа појава тоа, немаат свесноста дека тоа е нешто што не е дозволено. Тоа е едно, другата причина е можеби тоа што често пати децата кои што доживеале некаков вид на насилство во домот не се чувствуваат безбедни ниту во средината кога ќе излезат надвор од домот и не знаејќи како поинаку можат да се однесуваат, едноставно го реплицираат тоа кое што им е познато. Но тоа не е случај за секое дете. Значи, ова се сепак статистики некои. На индивидуално ниво е многу важно да се види детето, младиот човек, неговото искуство и да пројавиме интерес за тоа како е тоа дете кое што се однесува на насилен начин спрема своите врсници, што му се случува на него. Треба да бидеме повеќе информирани за ефектите од травматските искуства кои што децата ги доживуваат на рана возраст и потоа додека растат, не се заштитени за жал многу деца. Така да интересот, дури еден возрастен да го пројави тој интерес, дали е наставникот или психологот или педагогот во училиштето или можеби некој роднина или значи еден возрастен кога би препознал дека нешто се случува со ова дете, дека му е потребна некоја поддршка, има шанси за тоа дете да го промени своето однесување. И затоа ние тука и во извештајот имаме напишано кој е нашиот став спрема ова етикетирање на децата на жртви и насилници. Воопшто не сме среќни со тоа, не сакаме никакви етикети да им се лепат на децата. И формулацијата веднаш звучи малку преостро. Бидејќи така многу се поедноставуваат работите, се губи богатството на детето и се губи шансата за промена, која што секогаш е тука. Па особено во овој адолесцентен период, во раната адолесценција, тоа е секогаш нова шанса за се што возрастните пропуштиле да им го обезбедат на децата додека биле помали, сега да се случи. Така да таа шанса и тој простор децата да бидат видени, слушнати, разбрани и поддржани со нови вештини е клучна.
Така, наместо насилство да изберат другарство, например. Да. Едно на друго ми се надополнуваат прашањата, бидејќи кога зборуваме за врсничко насилство, ова е навистина сериозен проблем кој што може да донесе до трајни негативни последици, еве да ги речеме. И следствено на ова што претходно го говоривме, колку доволно се зборува отворено и јавно за овие проблеми? Мислам дека почнува да се зборува, има и кампањи против врсничко насилство и така, но мислам дека не е доволно и можеби не на вистинскиот начин. Бидејќи од пракса, она што го слушам и јас и моите колеги психолози, кога се случува насилството во училиштето, децата немаат на кого да се обратат. Возрастниот не е тука, или физички не е тука, например за време на одмор се случува насилството, или пак често пати не одговара соодветно на тоа што се случува. Значи, често пати возрастните и ние немаме доволно свесност, немаме доволно знаење и вештини како да бидеме тука за децата, кога на нив им е тешко, па тогаш нас ни станува тешко, па ги оставаме децата сами, зашто ние се справуваме со нашите емоции, често пати на не многу рационален начин. Така што тоа е отприлика. Мислам дека може многу повеќе и во рамки на формално образование, но и во рамки на неформално, на што го говориме директно, директно преку кампањи, преку едукација, да се разберат малку повеќе, да разговараат малку повеќе поотворено за проблемов. И сега едно од прашањата што особено мислам дека сега во овој модерен тек на живење се наметнува е какво е влијанието на социјалните мрежи. Особено кога се зборува, ги споменавме како три поточки кои што се разгледувале, меѓутоа генерално желбата да се доминира, да се поистоветува, да речеме со некои ликови, агресивните видеоигри, достапноста до повеќе, да речам, можности што им ги нудат и социјалните мрежи и интернетот, меѓутоа наместо да се користат во продуктивни цели или во практични, често пати знаеме дека се користат за поттикнување на агресија и насилничко однесување. Па се повеќе, значи технологијата станува многу голем дел од нашите животи, многу од нашето време го поминуваме со технологија и самите бидувајќи на социјалните мрежи не гледаме дека и децата истото го прават, тоест се оставени сами никако да се справат со она што им го нуди реалноста, а социјалните медиуми се многу достапни за сите. Некако немаме филтри, мислам има од законски аспекти ако се гледа или протоколи некои за користење на технологија, меѓутоа гледано од пракса, многу деца се оставени многу долго време сами со технологија и со пристап до секакви содржини на социјалните медиуми. Значи, кога само би биле малце по интроспективни, по самокритични, би виделе колку на нас како возрастни ни е тешко да го оставиме телефонот. И само тоа е доволно да ни стане појасно колку е невозможно детето само да го остави телефонот ако му го дадеме. Бидејќи дразбите што доаѓаат од екраните се толку силни, што едноставно стануваме заробеници на тие хемиски процеси што се случуваат во нашиот организам. И заради тоа тука е клучна улогата на родителот, да прво да се информира за тоа кои се штетите. Ние сите по нешто знаеме, меѓутоа не ги знаеме правите работи. Мислам, повеќе се некои претпоставки што сум чула и така. Значи, треба да има добра информација и треба родителот да си остане во улогата на возрасен родител, кој што е одговорен за здравјето на своето дете. Значи, децата не се одговорни за своето здравје, родителите се одговорни за здравјето на децата, исто така нели понатаму институциите. Значи, родителот е тој кој што треба да ја постави рамката. Например, саат време во текот на денот може да се користат телефон, компјутер на социјални мрежи, но тој саат да не биде поврзан, да биде по 15 минути. Тука детето може веќе да направи избор кога сака да ги користи тие 15 минути по 4 пати. Значи мора да биде тоа заедничка одлука
но одговорноста мора да ја носи возрастниот, бидејќи детето едноставно ги нема капацитетите, ги нема информациите и потребно е да се поддржи. Така. Има иницијативи, голем број на училишта да ги земаат телефоните пред почетокот на часовите и потоа да им ги вратат на крајот од часовите. Верувам дека реакции ќе има кај децата, меѓутоа ефектите, еден од начините како може да се реагира, особено кога се работи и за овие социјални мрежи и за користењето на мобилните телефони и така натака. Но Маја, дали има вештини кои што може да се применат, да се препознае, да се надмине, ајде да ја речам, неправдата кога се зборува за врсничко насилство? Да, дефинитивно. Значи, првата вештина е присутноста. Значи, не само физичката присутност, туку и заинтересираноста за детето. Значи, ние имаме една изрека, ќе си порасне детето само. Да, секако дека ќе си порасне, тоа е природен процес и не може да се спречи, но многу е важно како ќе порасне, со кои искуства ќе порасне, со кои пораки за себе си ќе порасне. Така да една од нашите главни визии, што за жал не е нова визија, само јас сум работела повеќе од 20 години во тоа поле, е да имаме ненасилна култура, да имаме ненасилно општество. Да имаме, да го прекинеме кругот на насилство, да обезбедиме системи кои што ќе бидат добри за децата, кои што ќе ги поддржуваат, но никако тоа не се случува, а многу е инвестирано во тој поглед. Многу сме работела и каде затајува тогаш да речеме, каде е пропуштено? Тоа е прашање за целото наше општество. Системско. Да, но на сите нивоа, системско, но и на индивидуално ниво. Значи, ние сите сме дел од системот, но исто така сме индивидуи и имаме многу капацитети за расудување, за преземање лична одговорност. Значи, кога зборуваме за системот, никако тоа ми звучи како тоа е некаде таму и јас немам никакво влијание. А всушност ние го градиме и ние сме дел од системот, така да одговорноста и лично треба некогаш да ја понесеме. Да, значи личната одговорност е една од првите вештини која што му стои на располагање на возрастниот во справувањето со многу предизвици во животот. Ние никако бегаме од одговорност, уствари нема поубаво нешто од тоа да си ја преземеш одговорноста за што и да е. Понатаму тоа би се моделирало кај децата. Значи тоа е што значи лична одговорност, пред се свесност за себе, за сопствените емоции, за сопствените мисли, за сопствените потреби, кое што се препознава преку користење на јазговорот. Значи јас се осеќам вака, мене ми е убаво кога ти правиш вака, не ми е убаво кога правиш вака. Јас би сакала во иднина да направиме нешто околу ова. Значи, ова се некои практични вештини кои што се базираат на свесноста за личната одговорност. Па, например, јас порано работев во градинка, имав и моја градинка и многу практикувавме ваква комуникација. И имавме фидбек од родителите дека они веќе дома не можат ни да се искараат, затоа што децата толку многу веќе ги имаат усвоено тие вештини. Да, и тие вештини за ненасилно разрешување на конфликти, каде што се креира рамноправен простор за двете страни во конфликтот, да кажат што се случило секој од своја перспектива, да каже како се чувствувал и што му е потребно од другиот за да продолжат понатам. И децата, значи на многу мала возраст, на 4 на 5 години, едноставно си го трансферирале тоа искуство што го имаа во градинката, си го трансферираат во семејството. Така да, еве од лично искуство, не само професионално, можам да кажам дека оваа ненасилна комуникација, конструктивно разрешување на конфликти и демократско функционирање и со деца од најмала возраст, нашите најмали деца беа 3 годишни, имавме возрастно мешани групи, значи функционираше тоа со нив. Така да докази дека функционира имаме, исто така имаме и многу знаење кај нас, не ни недостасува знаење, не ни недостасуваат закони, можеби некои закони треба да се подобрат, особено тие кои што одат во регрес, треба да се вратат напред, каде што сме тргнале, за да биде секое дете заштитено. Но има нешто кое што многу никако го разјадува сето тоа во нашето општество и можеби тоа е некое прашање за кое што е многу вредно за дискусија и за дебата, да видиме каде ни се приоритетите како
како општество, бидејќи ова се, како би рекла, приоритети на национално ниво, значи над сите други интереси во општеството. Би требало да биде. И да не ги гледаме убаво спомена, да не ги гледаме како мали, тука ги гледаме како личности. Рамноправни на нас, да. Она што сега пак ми се надополнува како едно прашање, мора да признаеме дека особено ова модерно живење носи една подруга родителска грижа и комуникација. Не знам дали ќе сгрешам, еве сега како психолог можеш и да ме поправиш, но чинам дека родителите како никогаш досега биле и емотивни и посветени на своите деца, а сепак ако го гледаме корените вака, низ проблемите, онака како што претходно ги анализиравме, голем дел, суштински важен дел е во домот, однесувањето во домот. Каде грешиме? Можеби некогаш и попустливоста си носи свои негативни страни, да ги речам. Сакајќи да бидеме, нели, ние сепак тенка е границата кога сакаме да бидеме родители, па малку повеќе пријатели со децата, малку повеќе да им дозволиме од она што се вели некое условно мерило за тоа каде и како да се постават работите во домот. Меѓутоа генерално пак ќе речам дека многу посветеност, многу внимание, многу љубов и а пак некаде ќе се направи некој пропуст. Каде е тој пропуст? Зошто е тој пропуст? Да. Да, на вистина ние сведочиме промена во родителските стилови низ годиниве и некако мотивацијата кај многу родители е тоа да бидам најдобар родител за своето дете, да го дадам најдоброто за своето дете и така. Така да намерата е многу добра. Свесноста за тоа, нели, дека на децата им требаат посветени родители исто така е прекрасна. Можеби недостасуваат вештини и знаења. Исто доста често среќавам баш од тие родители што се многу посветени да живеат со чувство на вина дека можеби сгрешиле нешто или не знам. Тоа е исто така нешто што ги влече назад наместо кон контакт со детето. Така да повторно ќе се вратам на релацијските компетенции, како што е и личната одговорност, значи јас да се носам себе си како возрасен и во тој контекст да ги поставам границите, пошто кога викаме како рековте вие, не размазено дете, туку попустливо, многу се попустливи, да. Тоа значи во јазикот на психологијата дека границите не се поставени добро. Исто така, кога зборуваме за граници, имаме една заблуда дека границите му ги поставуваме на другиот, а всушност најдобро е кога границите ги поставуваме во однос на себе си, во однос на собствените вредности, потреби, така да тогаш и на детето му е појасно до каде може да оди? Да, колку треба. Да, кои се нашите вредности, што е она кое што ние како семејство, нели, целиме и така. И бидејќи кога тие граници се нејасни, кога е многу емотивен родителот, кога не може, кога не е регулиран, кога е преплавен од емоции, дали е тоа загриженост. Значи има прекрасни родители кои што се презагрижени, што е исто така многу не му помага на детето, го остава во една збунетост и во една немоќна позиција. Така да апелот од мене би бил родителот да се биде во својата родителска улога, со свесноста за разликите во моќта. Значи родителот ја има моќта бидејќи е возрасен, детето ја нема со самото тоа што, нели, е на возраст на која што не се развиени сите капацитети, и од таа позиција на одговорност да носи најдобри одлуки за детето и да моделира преку сопственото однесување, што пред се вклучува и грижа за себе, да моделира една здрава релација со детето. Така, која што секако ќе се базира на многу комуникација. Маја, да го заокружиме разговорот, важноста на училишните психолози, особено кога се работи за врсничкото насилство, и дали некогаш системот доцне со реакција, особено кога се работи за вакви горливи проблеми, и какви решенија еве на подол крок ни се потребни? Така. Па кога ги спомнавте училишните психолози, тука без дилема би кажала дека системот
не доцне, него не забележува, спие. Не го креира, не го остава просторот за психолозите во училиштата да бидат психолози. Преоптеритени се со многу административни обврски и често пати се користени како некаков механизам за воведување ред, што е сосема погрешно и спротивно на улогата на психологот. Вратата на канцеларијата на психологот треба да биде секогаш отворена, треба да биде најбезбедното место за секое дете. Значи, секое дете треба да се чувствува многу слободно да влезе во вратата, дури да не тропне. Мислам, окей да тропне, или како некој... Да знае дека од другата страна го чека дочека некој што е што заинтересиран за него, а не место каде што се оди кога нешто си сгрешил или така. И имаме прекрасни професионалци, наставници, психолози и педагози кои што едноставно се неподдржани од системот. Тука најмногу би го повикала системот на одговорност. Тука секако е и личната одговорност. Има разлики, нели, помеѓу професионалците, но системот треба многу сериозно да ја ревидира улогата на психолозите, на педагозите во училиштата. Која што е секако многу значајна, особено кога се зборува за вакви сериозни теми, од кои што нели понатаму ќе зависи какви во најмала рака генерации градиме, какви личности ќе изградиме. Маја, благодарам многу за разговорот, чести задоволство ми беше, навистина верувам дека за оваа тема треба многу повеќе да се говори. Ние практично и како телевизија секогаш не само што ги покриваме настаните кои што се реализираат кога се зборува за врсничко насилство, меѓутоа навистина правиме се што можеме и во рамките нели на нашите можности да направиме и разговори, да биде една поголема транспарентна комуникација со сите засегнати страни, се со крајна цел, како што реков, да имаме навистина здрави личности кои што ќе бидат и емоционално охрабрени да веруваат во другарство наместо во насилство. Така да, само кратка информација, ние целосно се согласувам со сева што го кажавте, и во таа насока ние многу ги вклучуваме децата и младите и во нашите истражувачки процеси и во споделувањето на наудите, така да на есен планираме повторно на факултетите и во Скопје и во Титово да имаме средби со млади, со студенти, со средношколци, со наставен кадар, за да ги дискутираме овие науди и да гледаме во решенија. Така да ќе ни биде многу драго ако ги следите и тие настани. Така, секако. Секако, благодарам уште еднаш.